По Струмица, каде што забележувате на теренот се појавуваат актерите на реваншна преварот од квалификацијското коло во купот на Европската фудбалска унија. Нашиот представник Белашица Герасунев и гостите од Португалија, екипата на ЛСС. Веќе од подамна овој надпревар, барем за Белашица Герасунев го доби епитетот историски, имајќи предвид дека со евентуален успех практично во својот прв излез на меѓународна сцена Белашица ќе се најде во првото коло од купот на УЕФА. Но го следиме составот на Белашица Герасунев. Тренерот Ристо Анчев се решава за следните 11 на Алчинов на голот, потоа Стојанов, Костов, Попов, Танушев, Дориев, Ахметовиќ, Машев, Балдовалиев, Михајловиќ и Христовски. Немаше посериозни проблеми Ристо Анчев околу изведувањето на недобриот состав, а неговиот колега од спортивната страна Карлос Карванхал се решава над преварот исто така многу значаен за третолигасот од Португалија ЛСС да го започне со голманот Руи Маркос, потоа Нуньо Силва, Марко Алејсо, Нене Абилио, Педраш Бриту, Бесиревице, Жозе Антонио, Гера и Заморано. Од оние фудбалери кои евентуално беа најавени го нема Антусе. Фудбалерот што постигна еден погодок за екипата на ЛСС на првиот надпревар на Естадо до Мар. Според информациите од португалските колеги кои допатува овде со тимот на ЛСС, тој фудбалер веќе потписал, односно во преговори со некој португалски прволигаш и најверојатно таму ќе продолжи кариерата, а од друга страна и натаму меѓу првите стартни 11 го нема бразилецот Детиньо, можеби најдобриот фудбалер во составот на ЛСС, кој не настапи на првиот надпревар поради повреда. Видовме судиите на мечот, не се сомневаме дека ќе имаат безпрекорно судење актерите на мечот, имајќи предвид дека главен судија е Стив Дан, нам добро познатиот и на сите љубители кои на програмата на македонска телевизија ги следат настаните во англиската премиер лига. Значи, Стив Дан е еден од недобрите англиски судии, ќе му помагаат Дейв Брајан и Майк Кинги, делегат на мечот Тригве Борно од Норвешка. Околу 2-2,5 љубители на фудбалот, главно навивачи во секој случај на Белашица Герасунев, дојдоа да им дадат поддршка на своите миленици. Забележувате и една мала група португалски навивачи кои со авион допатуваа до Солуна, потоа со автобус до Струмица. Очекуваат и тие успех, меѓутоа знаат дека предноста, барем по првиот надпревар, е на страната на фудбалерите на Белашица Герасунев, кои ќе подсетам по наводство до 55-та минута од 2:0, сепак попустија во финишот. Може би го платија и данокот на првиот настап во Еврокуповите и на крајот на преварот на Естадо до Мар во Португалија заврши 2:2, но во секој случај тоа е поволен резултат за Белашица Герасунев и речи се никој не се сомнева дека Белашица ќе слави на овој надпревар. Ева поддршката од центарот тргнуваат фудбалерите, следен од Жозе Антонио и натаму Михајловиќ, одлично гради топката, меѓутоа веќе се концентрира од браната на ЛСС. Сега убава комбинација, Панче Стојанов има позиција за удар, прекрасно и штета. Пречката го спречува водството на Белашица Герасунев. Еден прекрасен удар на Панче Стојанов и оттука и повеќе од заслужени аплаузи за овој фантастичен почеток, четврта минута Стојанов, но реков штета само во пречката. Вреди ова да се види уште еднаш со многу ефе упатена топка. Немоćен голманот Руи Маркос, меѓутоа и со многу среќа. Би требало да излезат накрај, иако се придодава Нене, еден од највисоките во противничкиот состав, заедно со Нуньо Силва, значение фудбалериот од браната на ЛСС. Сега во нашиот 16-ник, опасен удар и е гол. Бриту на првата статива, мало невнимание, 34-та минута ЛСС поведува со 1:0, убаво нафрлена топка на првата статива.
И сега разочарување, реков мало невнимание, иако барем Бриту е еден од пониските, забележувате само гост мени малку правецот на топката и разбирливо сега радост кај онаа мала група португалски навивачи. Петова максимално концентрирано до следващия оценок и прва во четврти корнер за Лейсерс. Се излекува Педрас, проигрување со Абилио. Можност за центар футбол, сега неколку дриблинзи и 2:0. Одличен центар футбол на Абилио. А стрелец на голот Нене, ако добро забележав, и дали е се готово на овој надпревар. Ќе забележиме 74-та минута со голот на Мене, еве таа ситуација, уште еднаш одличен дриблинг, нафрлување, осамен Мене и се чини нему беше тешко да зголеми на 2:0 и тој да се запише во листата на стрелците и дали тука е крајот на надеждите на фудбалерите на белачите Гера Сунев. Повторно мало невнимание. Барем за сега изгледано отпадливо, мајте преди дека белачите Гера Сунев е далеку од еден таков успех. Бидејќи 2:0 немаше овде офет, оди Педрас сам, квалитетен нападјач и се посрамотува. Може се да стави точка сам пред голот на белачите Гера Сунев со број 8 Педрас. 3:0, веројатно ќе значи се и крај на надеждите. Иако и 2:0 е посема високо убедливо водство на Лейсерс, вкупен резултат е 4:2 во полза на португалците. Еве сега ситуација, одличен лоп и 2:1 Балдовалиев во 79-та минута. Намалува на 2:1, убава комбинација, уште полба во овој потек, се враќаат повторно на десите меѓу овие 2.500 ljubители на фудбалот. Десет минути, дали е тоа доволно време, веројатно уште 2-3 минути, ќе надополни судијата Дан. И веројатно тука и крајот на надпреварот. Без оглед што веќе два пати Стив Дан повикува да биде уфрлена оваа топка во игра. Апсолутно, Наруи Маркос нема се брза. И во овој момент, крај на средбата, голема радост кај фудбалерите на Лейсерс, дојдоа со негативен резултат за нив 2:2. Резултатот се водеше белачите Гера Сунев во првото коло, но овде одиграа сосема солидно, добро поставена тактичка играта во 34-та минута, по центар шутот на Абилио, Бриту го отвори резултатот во 74-та, Мене зголеми на 2:0, надеждите ги врати Балдовалиев со голот во 79-та минута. Притисок на белачите во самиот финиш сепак недоволно, со вкупен резултат 4:3. Лейсерс слави во дуото белачите Гера Сунев и го продолжува патот во надпреварите од Купот на УЕФА.